За постигнатиот успех, освоеното 4-то место на Европското првенство во Литванија, Агенцијата за млади и спорт им додели стипендии од светска категорија на македонските кошаркарски легенди. Новиот директор на агенцијата, Лазар Поповски, истакна дека репрезентативците пред цела Европа и пред светските медиуми ја презентираа македонската борбеност. Но македонскиот народ знае да цени, знае да наградува кога македонскиот спортист го остава срцето на терен. Поради тоа ми представува огромно задоволство денес во името на Агенцијата на млади и спорт да ви доделам стипендија од светска категорија, највисока, која ќе примате секој месец во следните 4 години. Стипендијата изнесува 2 просечни македонски плати согласно Законот за спорт и категоризацијата. Исто така, Агенцијата на млади и спорт ќе даде предлог до владата, бидејќи за тоа постои законска можност да бидете носители и на националното спортско признание. И поранешниот директор на Агенцијата за млади и спорт, Дима Спасов, им честиташе на кошаркарите и на целата репрезентација. Изминатата 2010 и средината на 2011 година направивме многу за Кошаркарската федерација на Република Македонија да ги разрешиме сите проблеми со кои што се соочува со блокирани сметки и така натаму. А како резултат на тоа верувам дека и понатаму ќе следуваат успеси и успешна работа на самата федерација, меѓутоа исто така и на нашите спортисти, односно на нашата репрезентација. Особено ми е мило што кошаркарите добија солидни награди, односно највисоките награди кои што можат да се добијат според македонските закони за сите спортисти во нашата држава. Верувам дека и тие се задоволни од наградите кои што ги добија. Уште еднаш честитки до нив. Би сакал на новиот директор на Агенцијата за млади и спорт да му посакам успешна работа, уште поголеми успеси на македонскиот спорт, уште поголема поддршка на кошарката во нашата држава, меѓутоа исто така и на сите останати спортови. Македонската кошаркарска репрезентација на Европското првенство во Литванија со освоеното 4-то место го оствари најголемиот успех во историјата на овој спорт.